ме разберете. Само слушајте ме внимателно. Да речеме дека... Не знаете што пропуштате. Убаво да се помириш, госпожице Каролина! Само внимавај да не се повредиш, да не скршиш брат! Тоа ти го посакува твојот Казимир. Немој да се грижиш, ние сме двајца. Не сум, јас сум никога двајца, јас сум само. Имам еден згоден предлог за теб. Добро! Остави гадишката на мене, не е тој крив што твојата девојка му се опикува. Ова треба со неја да го решиш. Тоа е точно или не е точно? Кажете ми ја вистината како маш на машин? Не, тоа не е точно. Благодарам. Што го... Еј, немој да се толку мек! Земи искаш и влизам. Еј, Мигуш! Каде ти донеси вака да не суем? Можеме да те зализам, лазиш пред швалерот на твојата мереница. Тија, јас може би треба да плачам. Не му даваш на никој друг да ужива егоисту! Јас егоист! Ти егоист! Јас егоист! Смешна си! Не е опрашање која драка идиш ме! Твојата безсрамна лага! Извинете. Што извинете? Вие двајца сте совршен пар. Курва Шнајдерска. Не уште е загадка на современата медицина. Телото на хланик е прекриено со крст. Неистините вътрешни органи се распоредени како крај. Животните! Но и покрај тој податок, она е исклучително интелигентна! Зборува два светски јазика, англиски, француски, германски! А сега? Си обична пропалици. Казимир, филозоф. О, да знам во која политичка партија се заштам. Казимир, политичар. Казал да ми го батиш место. Погледни ме во очи, Казимир. Нема политичка партија во која јас не сум бил член и во секоја приказната е иста. Секој за се. Човек на човека му е вол. И тогаш ќе ти ги скршат крилјата. И животот ќе помине. Ако никогаш да не си постои. Мразам. Што прв пат видов море на 20 легови. Мразам што врсничка од Германија се чудеше што најдалечно место каде што сум била е Австрија. Режисерката ме натера да напишам монолог за домашна работа. Ми рече колку полично, толку подобно. Што да кажем лично, дека порасна по сиромаштија, порасна. Дека имам трауми од младоста, имам. И се јавив веднаш на баба ми Илинка од Скопје, да ми направи сладко од дуњи, многу убаво сладко правеше. Станала жената, имаше висок притисок, срцето ѝ беше слабо, окото ѝ беше извадено една недела пред да изсела. Станала и ми направила две тегли со сладко. Ми ги прати дедо ми по автобус. Другиот ден ми кажа дека баба ми умрел. Двете тегли со сладко дуњи стоја неколку години во фрижидер. Никако не можех да ги ставам, ми беше страв да не ја фрлам и нејас. Никогаш не го изедов сладкото. Друго што да ви кажам, дека пред месец дена на ќерка ми Бисера требаше да ја објаснувам зашто некои чичковци, други чичковци ми исклучуваат струјата од 21 век, во векот на хуманизмот.